На само 1 час возење со автомобил на оддалеченост од 100 км од главниот град Скопје се наоѓа градот Кочани. Од Скопје преку Свети Николи и Штип се вози по нов асфалтен пат, за да потоа патот го продолжиме по регионален асфалтен пат кој води до градот Кочани. Движејќи се кон градот, не можете а да не ги забележите оризовите полиња, каде оризот е една од најстарите житарици во овие краишта. Производството на ориз во Република Македонија е концентрирано главно во источниот дел по течението на реката Брегалница, особено во регионот на Кочани, каде се произведува надалеку познатиот кочански ориз. На само 6 км северно од Кочани, во подножјето на Согоските планини, сместено е вештачкото езеро Градче. Изградено е во далечната 1959 година е некогашното село Долно Градче, кој се наоѓа на надморска височина од 467 метри. Тука посетителите одблизу може да ги видат црните, но и буфот со широко отворени очи. Езерото Градче, покрај Стопанскиот, има и туристичко-рекреативен карактер, каде голем број спортски риболовци голем дел од своето време го поминуваат покрај езерото, ловејќи крап, сом и друга бела риба. Браната е со висина од 46 метри, а езерото е долго од 3,5 км и широко 200 метри, со најголема длабочина од 29 метри. Денес, овде на браната на езерото Градче, треба да се изврши второто порибување оваа година на ова езеро. Во езерото денес треба да се пуштат 400 кг риба, и тоа 100 кг мали примероци на крап и 300 кг риба крап со големина од 3 до 5 кг. Значителен број рибари и новинари со нетрпение го чекаат чинот на прибувањето. За кратко време, покрај председателот на спортското риболовно здружение Кочански рибари од Кочани, Димитар Димитров, пристигна и градоначалникот на општина Кочани, Николчо Илиев, како покровители на денешната акција за порибување на езерото Градче. Пристигна и возилото со кое се транспортираше крапот.
Порибувањето денес беше доста добро организирано и секој си го знаеше својот дел од задачата, кој ќе истовара, мери, контролира, а кој ќе носи рибата до езерото. Тоа гледаме да нема. Мало ще да вичка извини. Айде, изтърпите, отнесете я така. Може и ти ги видиш. Доста се ти. Всеки ги стават на вагата. Јоцка, ти само пишувај. Други нека да вагат, нека носат. Чекај ги пам. Ајде. Виде ли ги колко? Айде. Ходи сега на храна. Јасно. Ајде да сте ми живи здрави. Големи да растете. Ајде на здрави, големи да растете. Ајде Арлија нека. Тука пред се беа ангажирани помладите рибари и членови на риболовното здружение, но не беа исклучени и повозрастните членови како и градоначалник. Заврти ја на вас анимација. Ајде на слики таму. Ајде. Браво. Ovdje, nekino. Пушти го полека доле, у крајот тука ги пушти да ги сликат. Така, ајде брат. Ајде. Ајде вози Мишко. Ајде Мишко. Ајде Мишко. Ајде пушти. Да. Ајде Мишко. Ајде. Мишко е тука бе, што го траеш до таму? Погали. Слика. И трябваше да го фанем. Типа най-маленки го фана. Дома жените така не ги ценят.
14 евро. Пропушти го по-надоле, по-ладно. Водно мога да остави, чезма На втората Ама степен. нема, па се дигне горе, бе, те. Ќе се адаптира. Добро, ќе се прави. Това е площадка. Голема благодарност до нашиот градоначелник за поддршката која што ни ја дава цело време. Надевам се дека ќе се среќаваме се почесто на вакви порибувања. Еве една статуетка која што ни е заштитен знак од нашето риболовно здружение до нашиот градоначелник. Погледнете. Па вака сега. Со едно одговорно и домакинско работење кој што го има нашето риболовно здружение, остваруваме вакви порибувања. Значи, за едно подсетување, значи ова не е втора порибување. Едното го имавме у февруар. Еве, денеска сме присутни едно второ порибување. Порибуваме некаде со 400 кг на риба, во кој ја запазуваме и законската врска која што имаме како концесионери. Што риба? Крап. Значи 100 кг ни е подмладок на крап и 300 кг на приморец од 1 кг до 4 кг. Со чии финански средства? Па финансиските средства во главно се од нашето риболовно здружение и од општината. Кога ќе започне риболовот и кои се правилата? Па вака сега, значи имаме тековна забрана која што ни трае од 5 мај, завршува до 15 јуни. Значи имаме целосна забрана за секој вид на риболов, со тоа што имаме на измена од оваа година, тоа е дека изловот на риба ни е до 3 кг, значи намален излова на големина на риба. Значи од 40 см до 3 кг. Како гледате на оваа активност на риболовното друштво? Најпрвен дозволете ми да се заблагодарам на од денешниот организатор на спортско риболовното друштво Кочански Рибар и да ја поздравам ова добра иницијатива која навистина е многу важна како за спортското риболовство, така и за целокупниот еколошки живот во оваа акумулација. Благодарности за статуетката, која што навистина многу ми значи и навистина се чувствувам убаво што денеска можам да бидам дел од овој настан, кој како што реков е многу важен како за самите спортски риболовци, така и за езерото, за самото езеро и за сите граѓани на општина Кочани. Очекувам ова и ваквите акции да продолжат и до иднина и да навистина сите заедно допринесување за зачување на животната средина во целиот овој наш регион. Општина Кочани, како досега, така и понатаму, ќе продолжи максимално да ги поддржува овие и слични акции, се со цел, навистина, да ги поддржуваме овие добри акции кои се навистина многу важни за нашиот регион, како што реков. Овде сакам да напоменам дека со нашиот проект, со проектот кој што е веќе во тек на изградба планински велосипедски рај, и овој дел, локалитетот на акумулацијата, ќе добие навистина еден сосемен нов изглед, бидејќи патеката е замислена околу целото езеро, се предвидени и парковски клупи за одмарање, овде е предвидено детско игралиште, видиковци и сето она што треба да го краси овој дел, односно да ја зголемиме и туристичката понуда и секако да ги подобриме условите и за спортските риболовци. Ова нема да биде последна акција која ја правиме, навистина, како што реков, и се договоривме со председателот на спортско риболовно друштво Кочански Рибар, да почесто се сретнуваме, да разминуваме идеи и секоја идеја која ќе биде вклопила можеме да ја вклопиме во рамките на нашиот буџет и во рамките на законските можности, секако ќе биде поддржана и дека ќе допринесуваме и понатаму за збогатување на рибниот фонд на оваа акумулација. Покрај сите други рибарите ја посакуваат браната Речани. Има ли нови моменти? Има нови моменти и тие моменти ве поканувам утре во 10 часот на локацијата Брана Речани, каде што ќе ги добиете новите изворни информации и сметам дека тоа ќе биде прав момент да ви информирам за целокупната состојба. Покрај јас
таму ќе биде присутен и министерот за земјоделие. Тоа е една покана од моја страна, се со цел да заедно сите се увериме во работите и состојбите со градбата на Браната Речен. Тоа ќе биде нов момент за кој што верувам утре ќе слушнете нови моменти и тоа ќе биде ново богатство на целиот регион и збогатување на можноста за спортување на спортските риболовци. Томче Спорт од Кочани е застапник на врвните светски брендови Iron Point, Duplex, Zuber, Norika, Havke, Silma. Располага и со голем асортиман на ловни пушки и карабини од марката Benelli, Frenchi, Beretta, Sabati, Baikal, Iže, Чешка зброевка, Browning и други марки на оружје од познатите светски производители. Исто така располага со голем број на модели од програмата на Iron Point, Micro H1, H2, S1 и многу други Red Dot нишани. Ловечка муниција од голем број на врвни производители, Duplex, Zuber и многу други познати брендови. Продавницата е снабдена со комплетна ловечка опрема, како ранци, елеци, одела за лов Deer Hunter, голем избор на чизми од марката Lemigo со заштита од 100 и до минус 50 степени Целзиусови, како и друга ловна опрема. Во продавницата на Томче Спорт може да одберете трски од познати брендови, како и друга риболовна опрема која ви е потребна. Меѓу другото, во продавницата може да купите и производи од познатиот светски бренд Штил. Повелете и посетете не за да се уверите во квалитетот и пристапните цени. Томче Спорт. Никола, ти се оправат ли те колови? Оправат? Да видим други што се случи. Земи тя сега црпалата, мърдните ги малко. Далеко ли си углата? Тук съм, не, едните са далеко. Помърдните ги малко. Има убавка. 40. Дай якийсь інструмент. 45.
43. Ке се слика на некој? А има 4 Носиме негден там, не знам кој си. Ивче, 45. Стача. 2 метра, ајде. Ико, ајде, така чекай. Ама куцевски, има една куцевски. Роза. Па треба да има. Николче, не пушти сега. Е тука на оваа страна. Дека су не, а тука ме. Абе, смијат да чијно ти молет. Това е ловина само да го гледаш, а не да го ловиш, да го гледаш само. Еко се бани. Има ли услови понеделник да дојдете? Понеделник е забран. Значи ќе видиме, ама не верувам. Ако ни дозволат, ако не ни дозволат, ќе објавиме секако ние на страната наша да се собереме да направиме на акција. Тоа некаде можеби да е максимум се на 5 сата, ништо повеќе. Со тоа што да направиме од оваа страна меѓу Мала река плюс дополнително и за фидер, за да имаме услови неле. Тоа е за нас, за риболов, за да риболоваме како што треба и уедно да направиме подобри позиции. А фидерашите, Така да фидерашите оние што пецат на тие титкалата ќе ни кажат ти фалот, ја не ловам на фидерината. ќе кажат како нема Не да ме кажат. интересира Ќе ме кажат. фидеро, брат. Договорено. Така, нека ни кажат фалот. Пецарошите кои ќе дојдат да сработат малце. Ја ќе ловам на кафе. Покрај порибувањето на езерото се организираат и акции од еколошки карактер, како и спортски риболовни надпревари, се со цел да се зголеми посетеноста на ово езеро, како од спортските риболовци, така и од туристите, рекреативците и љубителите на природата и чистиот планински воздух. Ќе сакали да се представите? Како се викате, од каде сте? Јас сум Давид Левков од Кочани, Така, риболовец? риболовец. Колку години? Веќе 5 години ловам на Градче. Така, и уловивте нешто? Па да, лани имаше такмичење на Градче кој прв пат се основа на ова езеро. Така, како се викаше такмичење? Бил Карп Градче 2019. 2019. Кој место освоите? Ние освоивме прво место. Кој вие, како група или како единица? Ние го представувавме нашето риболовно друштво СРЗ Кочански риба. Така, колку друштва учествува? Учествува околу 20 екипи Така, и ние го освоивме првото место. браво. Честитки и оваа година на такмичењето да освоите, да затврстите наградата. Сега кажете ми, рековте 5 години ловите на ова езера. Што риба има најчесто овде? Овде највеќе се лови крап, Крапа, така. караш, На што ловите крап? на бојли. На бојли. Вие на што ловите крапот или што сом ловите? Ние сомот го ловевме на бојла, На бојла Наша колку бојла. килограми беше само? околу 18 кг. 18, браво. Тоа е еден од најголемите кои што слушнав уловени на ова езеро. Да, Ето честитки и за тоа. хвала. Добро. Има ли туристи овде? Колку рибари обично доаѓаат за време на викенди, додека трае
Па често има туристи овде, бидејќи имаме водопади Така, и да. луѓето си шетаат и Има и прекрасно туристи. е езерото, да. Има и туристи. Природата е, се гледа. Планина, езеро, чист воздух. Е супер. Добро, колку години имате вие? Јас имам 23 години 23 години. За 23 години успеавте да го ловите најголемиот Големиот сом сом на ово езеро. на Градче. Да. Покрај толку искусни риболовци, вие како најмлад, секако се чувствувате возбудено, среќно. Чувството е неопишливо, Неописливо, бидејќи така, за страстни риболовци. да. Бидејќи ние ловиме тука овде повеќе години, Така. доста риби имаме изловено, доста риби имаме вратено назад во вода. И Така, гледам дека секоја година скоро се порибува по Да. 2-3 пати, како што каже председателот, 3 пати по 300-400 кг обично, по 1 тон годишно се порибува. се порибува. Езерото е прекрасно, Да, кажавте која длабина е околу околу 30 40 метри, мислам дека. така овде близу бидејќи браната. е натлачено, Така. доста не е измерено одамна и затоа сум дека околу 40 метри има длабина. Добро, ви посакувам многу успешни Благодарам. вакви порибувања, да биде езерото што побогато, да има повеќе рибари и повеќе дружини. Се Фала, гледаме во благодарам. некоја народна Се гледаме. прилика. Се не Благодарам.